Това беше многу важен матч за Спартак. Така. И тази загуба, как смяташ, че се отржи, освен като загуба и загубени 3 точки, за одбора ще бъде сериозен удар? Не требаше, овој не беше најважен матч. Казахме 100 пати. Говоревме многу, се мотивиравме многу, всичко беше наред. Црвениот картон мислам дека многу работи смени, промени. Трудно е да играш 90 минути со 10 човека. Јас разбирам последните минутки, 65-та, 75-та минутка, црвен картон, пак ќе се затвориш, но се раздадовме премногу, трчавме премногу. Нормално беше не кај 1, 2, 3, нормално кај 7-8 човека да има замор во играта. И какво да ви кажам сега, какво да кажам, нема да сум во право. Нонстоп говоревме и на полувреме и во текот на првите минути од второто полувреме. Какво решение е најдобро да дадеме? Очаквав дека можеме да се избориме и со 10 човека да го задржиме овој резултат. Но потребна е и тактичка дисциплина. Не трсам оправдание сега во младоста, во грешки кои играчи кои прв пат играат во прва лига. Тактички треба да ги знаат, не само со енергија да одиш во мачот. Треба да спазиш тактичка дисциплина. Некои од младите фудбалисти мислам дека не е далеко од тоа. Пред младите фудбалисти јас се земам одговорност на себе. Значи, али казвам, црвен картон, трета минутка да добиеш на противничка половина. Ајде да кажете ми каква логика има. Какво ќе спечалиш ти со тој фаул на 70 метра од нашиот гол? И овие другите минутки кои требаше да го задржиме тој резултат. Ние се раздаваме со 5 човека, голот кој вториот кога го примивме, со 5 човека одиме во нападение. Тоа е нешто кое треба да имаш дисциплина, треба да пазиш ситуацијата. Факт е дека има 3-400% положенија второто полувреме. Кога гледаш дека така работа, затова ставивме еден отпорен халф свеж. Затова и Матео како трет централен нападател искавме да оставиме. Но не можеш ти се расфрлаш по цел терен и го примаш голот од контранапад. Нормално беше да се умрат на очите, при условие, че деца вика почти цял матч, направо цял матч играха за човек по-малко. Тръгнахте да правите тези смени още при 1-0, защо толкова много се добавиха самите смени? При 1-0 наистина тръгнахте да ги правите. Да ви кажам нещо. Най-леко е да се говори за смени. Да, знам, че най-леко, сега чакай да ви питам. Най-леко, чакай да ви питам. И аз мислам, моя интуиция плюс, и аз се консултирам с всичките около мен. Не, става въпрос, че вие ги викахте по-рано, въпросът е, че много преобличането ли беше бавно, какво се случи там? Нема преобличение, какво преобличение, едноставно ти трябва да знаеш на кого вадиш. Значи има футболисти кои стварно се раздадоа 100%. Од заштита да играше добро, цело време, издржа цело полувреме, издржа още 30 минути во второто полувреме, издржа добро. Се бие на секој корак. Во средината требаше малку да се освежи Тајлсон, предходно извадивме еден нападател за да видиме во средината поеки. Цецо го извадивме, но ете, немаше да овој гол. Можеше да види некој од тие 3-4 што беа предходно голови положенија. Има 3-400% положенија тие во второто полувреме. Можеше некој гол да види од тие наместо овој последната минутка. Не може. Може да биде. И како ќе беше тогаш смената, например, причина? Јас ви казвам, од моја интуиција треньорска, не треба леко да го разбиеш тимот, зашто пак треба да имаш одговор за тоа што ги направи тие 4 смени, за тоа го примивте голот. Кога тимот се држи, се бори, гледате дека Жота од една страна до друга страна, Шанде од една страна до друга страна, дека всичките трчаја по цел терен 10 човека за да затворат и таму, и таму, и таму. Нормално е да падни. И сега не можеш 4 човека да ги извадиш одма тие, да ставиш и што ќе беше ако ставивме ние 4 заштитника, пример други. И само ќе скокавме во 16 метра, така? Се виделе таков мач некој? Нема таков мач. Пробавме колку можеме
да држиме во средината, да се движиме повеќе, да оставиме еден-два човека за контранапад, но пак казвам, Не, аз питам от друга страна, защото се виждаше, че момчета наистина бяха уморени, което е нормално. Да играеш цял матч с човек по-малко, наистина няма как да не се умори. две смени направивме. Да, видя го. И сега ние нормално очаквавме дека најголемиот пат ќе е после 80-та минута некаде. Разбираш? И за тактизираш со тие последни минутки да задржиш, да скокнеш. Зашто јас какво можев да направам, да речеме, тактически да игра тимот подобро со смените? Да ставам некој халф кој сам ќе оди од гол на гол. Немавме не таква возможност. Можевме да ставиме заштитници. Имавме Принџев нападател. Сега Принџев е младо момче, има брзина, ама Принџев или Шанде или Жота. Јас да ја питам вие кој ќе ставите? Овие двамата опитни го држат одборот, тој е младо момче, има енергија. Ама треба да имаш и опит. Сега като И гледате напред, сега към следващия двубой, как ги виждате нещата от тук нататък? Трябва да се вземат точки навън. Тук реално погледнато, ако се правят някакви сметки, 3 мача, ако бяхте ги взели с 9 точки, домакински говоря, сега от тук нататък правите ли сметки? Трябва да ги правите. Знам, че ще играете мач за мач. Во ова минута сега трудно да кажам било што. Јас искам да поговорам, да видам клубот, ако смета дека грешка имам јас, ако треба јас ќе се повлечам. Јас имам сила во мен да се борам до последна минутка. Овој народ кој што ме поддржава цело време ми дава одговорност да не бидам слаб, да давам 100% од себе за клубот да оцелее. Но, ќе кажам, јас не сум клубот сега, ќе поговориме, ќе видиме, ако некој смета дека грешките се во мене и во измените. Вие направихте достатъчно. Какво ще направите обаче по отношение тези червени картони, защото отбора на Спартак сигурно е номер 1 по червени картони от началото на сезона. Знам, че постоянно ни говорите на момчетата и тези неща продължават да се случват. Ево ви казвам, ево сега не искам јас виновник да барам. На Борис му викам, Борис, значи може кира тие со два нападатели. Ние треба да имаме 3 стопери. Значи Лозев е повеќе страничен, значи прави заштитник, не можеш на него да разчиташ за стопер. Значи, ако треба, ти треба да видиш по-дефанзивен, Лозев да види по-офанзивен, за да можеме против това да се браниме. Втора минута тој оди на 70 метра правица некаде таму. Значи, ево ви кажувам логика зашто сум му казал јас, за да пази позицијата него. Тој е општо на разборот договорено. Мора да седиш заедно со Грчов и со Димо да имаме со два нападатели играт. Значи обично кога играат противници со два нападатели играш ти со 3 за да си посигурен. Како ти игра например против наши два нападатели. Са ти одиш од централен заштитник лев, ти одиш на десно крило, прави црвен картон втора минута. И сега какво треба да му кажам јас например друго? Минатиот мач беше играч на надпреварот. Овој црвениот картон со Черноморе го направи Марко. Пак, никаков картон, тоа беше, како да кажам, глупост, некаква, не беше ни фаул можда, како да ти кажам, најмен испадна, го намести противникот. Да. И ние плаштаме пенали за такви грешки. Не знам, многу сожалявам, тешко ми е многу, не знам како да ви кажам. Значи, немам думи со кои можам сега да ви кажам колку ми е тешко ми е. То се вижда. Добре, тренер. Мерси.